Good evening, this is Peter Vrtkovski on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене, Пеце Вртковски, и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега одиме со најновите вести од Македонија. Министерот за надворешни работи Никола Димитров утре ќе се сретне со министерот за надворешни работи на Грција Никос Косијас. Како што соопштија од МХР, разговорите ќе се фокусираат на прашањата од билатерален интерес, како и на понатамошно зајакнување на мерките за градење доверба. Апелациониот суд ќе очекува утре да ги соопшти одлуките за 3 жалби за притвор. Апелацијски суд денеска на јавна седница ги разгледуваше жалбите на дел од притворените за настаните на 27 април во собранието, информираат од Апелацијскиот суд во Скопје. Расправа за јавна седница побара актерот Владо Јовановски и осумничените Горан Гошевски, Мухир Пепик и Оливер Поповски. Префрлање на актерот Владо Јовановски од притвореско одделение во Шутка во домашен притвор е барање на вишиот јавен обвинител Јово Цветановски. Тој побара домашен притвор или поблага казна за Јовановски. На јавната седница се разгледуваат уште 2 жалби на полицајецот Оливер Поповски и на Горан Гошевски, кој бил лично обезбедување на поранешниот собраниски спикер. Одлуката на 3-члениот судечки совет се очекува во текот на утрешниот ден. Вишото јавно обвинителство смета дека мерката притвор е строга за актерот Јовановски. Со вакви ставови на јавната седница излегоа и адвокатите на Јовановски. Истакнаа дека станува збор за угледен човек кој меѓународно ја афирмирал македонската култура, кој нема намера да бега и да ја попречува истрагата. Нема да го повтори делото или да влие на сведоците. Адвокатите на Гошевски и Поповски истакна дека станувало збор за професионалци без дамки во работењето, семењи луѓе кои не правеле проблеми, поради што требало да им се овозможи да се бранат од слобода. Обвинителот пак побара да се потврди одлуката на кривичниот совет и на двајцата им се продолжи притворот. На јавна седница пред Апелацијскиот суд утре ќе аргументираат адвокатите на разунувачкиот Мухир Пепич и поранешниот началник Душко Лазаров. До Апелацијскиот суд пристигнале 18 жалби против продолжување на притворите на осумничените за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 на 27 декември минатата година донес одлука и го прифати предлогот на обвинителството за организиран криминал и на 23
Осумничени им го продолжи притворот за уште 30 дена, а на 6 мерката куќен притвор. Меѓу нив се и поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, пратениците Крсто Муковски, Сашо Василевски и Љубен Арнаудов, како и Борис Дамовски, Игор Дурловски, Богдан Илиевски од за заедничка Македонија. Притворените се товара за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Грчката црква против името Македонија и кај Македонската православна црква. Грчката црква е против употреба на терминот Македонија во решавањето на спорот со името, вели грчкиот архиепископ Јероним во изјава на вестникот Катемерини. Вестникот, пренесувајќи го неговиот став, наведува: прашањето за Фирум е национално и не може да ја остави рамнодушната ниту грчката црква. Да се подсетим и на претходниот став кој веќе го имаше изнесено нашата црква и митрополите од целата земја, а тоа е дека нашата соседна држава го изуприрала името Македонија и тоа име не им припаѓа на соседите, туку е наше. Давајќи осврт на актуелните случувања меѓу двете земји, вестникот наведува дека прашањето за името било на маса и пред грчките митрополити и дека најголем дел од нив ги зацврстиле веќе познатите позиции. Дел од домашните експерти и познавачи на црковните прашања вела дека не се изненадени од ваквиот став, но објаснува дека грчките црковни службеници и митрополити го актуализираат повторно ова прашање, сега со цел грчката преговарачка страна да добие посилни позиции во преговорите. Во сабота е православна нова година. Ова мора секоја семејство да го направи во чест на Свети Василий Велики. Во сабота Македонската православна црква го празнува Свети Василий Велики, епископ Кесариски. Роден е во времето на царот Константин. Уште како некрстен, 15 години во Атина го изучуваше философијата, реториката, астрономијата и сите други светски науки на она време. Школски другари му беа Свети Григорий Богослов и Јулијан, подоцна цар Обстапник. Во зрелите години се крсти на реката Јордан, заедно со својот поранешен учител Евул. Беше епископ на Кесарија, Кепадокиска, речиси 10 години, а својот земен живот го заврши кога наполни 50 години од раѓањето, голем поборник на православието, голем зрак на морална честа и небожна ревиност, голем богословенски ум, голем исторител и столб на Божјата црква. Василеј се нарекува велики со полна заслуженост. Во црковните богослужби најчесто е нарекуван пчела на црквата Христова, која им дава мед на верните и осило на еретиците. Сочувани се многобројни дела на овој отец на црквата: апологетски, богословенски, подвижнички и канонски, и литургија наречена според неговото име. Василиевата литургија се служи 10 пати во годината, и тоа на 1 јануари, наспроти Божик, на Велики четврток и на Велика сабота. Свети Василеј се упокои мирно на 1 јануари 379 година, кога се пресели во царството на својот Господ, преданието за Василопитата или лебот на Свети Василеј Велики. Во времето кога Божиот угодник Свети Василеј Велики во 330 и 379 година стана архиепископ Кесариски, епархот на Кападокија, кој беше многу алчен и груб човек. Имаше обичај редовно да доаѓа во својата војска и да го ограбува градот. Кога на Свети Василеј му јавија дека апархот повторно доаѓа, тој побара од богатите луѓе во Кеастрија да го донесат сиот свој накит и златници. Кога епархот пристигна Свети Василеј, го пречека и му го понуди богатството. Епархиот се изненади и по некое чудо се застрами, така што одби било што да земе, ниту пак да го ограби градот. Тој никогаш повеќе не се ни врате, ниту пак им досадуваше на верните од градот. Свети Василеј остана во сиот накити и златници токму на новогодишната вечер, не знаејќи што на кого му припаѓа. Тогаш, просветлен од Господ, тој ги замоли готвачите да направат мали лебови за секој верник. Во секој од лебовите тој стави нешто накит и златници. На денот на новата година, кога сите луѓе дојдоа во црквата, тој на секој му даде по едно лепче. Тоа што секој го имаше најдено во лепчето беше тоа
токму тоа што претходно го имаше дадено. Сега одиме со вашите желби и честитки. Со песната Внуче наше. На поштованите синот и братот Борче и сната Мирјана Јовановски му ја честитаме новородената ќерка Ориенти и на малата Ориенти и пожелуваме брзо и напредно детство со стрејке и радост да си расте во златни преградки со мама и тато. Овие желби од се срце ги пожелуваат таткото и свекор Ило, мајката и свекрва Трена, братот и девер Криси Јовановски. Za nas mnogo radosne, ni se rodi vnuče milo, ajde da proslavi me, ajde si te na ono, neka vide veselo, neka večer pesne naši se dosreselo. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća golema, ljubov si ti na mama, ljubov beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća golema, ljubov si ti na mama, ljubov beskrajna. Pesna da zapete, so naše vnuče milo napred da zaigrame. Ajde si te na ono, neka vide veselo, neka večer pesne naši se dosreselo. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća golema, ljubov si ti na mama, ljubov beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća golema, ljubov si ti na mama, ljubov beskrajna. Naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća golema, ljubov si ti na mama, ljubov beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća golema, ljubov si ti na mama, ljubov beskrajna. Со песната Внуче на дедо, радосна баба. На саканата сестра Золва и тетка Мирјана и зетот и тетин Борче Јовановски му ја честитаме новородената ќерка Ориенти, а на малата Ориенти брзо напредно детство со стрејке и многу радост да си расте во целиот дечки живот. Овие желби ги посакува братот Радко, сната Милена и внучињата Лили и Кристина Кузмановски од Торонто, далечна Канада, а на дедото Ило, бабата Трена и стригото Криси долго очекуваната прва внука.
kuće pogugaj, srce na dedo razigraj, lice na baba pogledaj, raskini milo pobrzaj. Ajde kuće pogugaj, srce na dedo razigraj, lice na baba pogledaj, raskini milo pobrzaj. Kuće na dedo angelče, radosna baba gruvače, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Kuće na dedo angelče, radosna baba gruvače, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Nasmetka tebi podaram, život od tebi prodložam. Kreni me deno, kreni me, zemlji me babo, zemlji me. Nasmetka tebi podaram, život od tebi prodložam. Kuće na dedo angelče, radosna baba gruvače, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Kuće na dedo angelče, radosna baba gruvače, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Napred zaigraj, širno oro razigraj, do slova i do ime to, do veka da je čestito. Svirajte mi svirači, srca radost pomete, paririje zemajte, naša radost pamtete. Kuće na dedo angelče, radosna baba gruvače, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Kuće na dedo angelče, radosna baba gruvače, srećana tato golema, ljubovna mama beskrajna. Со песната Ќерка ни се роди. На братучедот Борче и сната Мирјана Јовановски му честитаме новородената ќерка Ориенти и многу стреќа, здравје и напредок во детството на малата Ориенти. Овие убави желби се испратени од братучедот Тони, сната Кристина, со мајката Наташа и сестрата Джесика, со свршеникот Алек Сите Газлевски. Ќерka mi se rodi, milost Božja ubavila. Ave braća, majko moja, odalečna Australija. Danas ќerka mi se rodi, milost Božja ubavila. Majko moja, spremaj tačkine, brvukaj nas ti da kinisaš, svo nas radosti da spodeliš, kakva radost da se pameni. Bujrum kume moji rodnini,
naše čedo da čestita me. Danes nije crkva ojme, crkva naša pravoslavna. Hajde kume ime kaži, a ti oče blagoslovi. Danes nije crkva ojme, crkva naša pravoslavna. Hajde kume ime kaži, a ti oče blagoslovi. Majko moja, spremaj tačkite, brgu kaj nas ti da kinisaš, so nas radosti da spodeliš, kakva radost da se pameti. Bujrum kume moji rodnini, spremaj ime za ćertata. Site nije da nas zdravime, za naše čedo da čestitame. Majko moja, spremaj tačkite, brgu kaj nas ti da kinisaš, so nas radosti da spodeliš, kakva radost da se pameti. Bujrum kume moji rodnini, spremaj ime za ćertata. Site nije da nas zdravime, za naše čedo da čestitame. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Растиво песна Новороденче. На нашите многу поштовани Нумко Борче и Мирјана Јовановски му честитаме новородената ќерка Ориенти и на малата Ориенти и пожелуваме многу среќни детски живот и весело во иднина. Овие желби ги посакува крштениците Зоран, Даниела, Дин, Кате, како и Мишко и Даница Кулевски од Сидне. А на старите Нумко, Ило, Трена и Криси му честитаме убавата внука. Será
со песната Кажи Јано. На нашите сакани борчи Мирјана Јовановски му ја честитаме новородената ќерка Ориенти и му пожелуваме се најубаво да си дочека во нивниот живот, а за друго да си дочека да се радуваат. И на малата Ориенти посакуваме брз напредок, Господ да и даде здравје и успех во детството, да си расте со тато и мама. А на зето Тило, сестрата Трена и внукот Криси му ја честитаме долго очекуваната радост. За внучето и друго да си дочека внуче. Сите овие желби ги пожелуваат од се срце и со страјќа тетинот Мирослав, тетката Мара, братучедот Саше, сната Мери и внучењата Џајден, Кајтлин и Алекса Сите Милковиќ. Волка имам, Јано мори, како нож ме сече. Дете сине, маме Јано, мамо да ти рече. Дете сине, маме Јано, мамо да ти рече. Кажи Јано моја, што шаре да варам, целото богатство Јано, за дете го давам. Целото богатство Јано, за дете го давам. Немој така стојан, никој не грешен. Господ ке ни даде стојан и нас златно дете. Господ ке ни даде стојан и нас златно дете. Дојде друга зима, Божик се погоди. Дар од Бога в куќи влезе, Јана дете роди. Дар од Бога в куќи влезе, Јана дете роди. Арни луѓе, знајте, не се важни пари. Вербата и силна љубов, късмет ке ви дари. Вербата и силна љубов, късмет ке ви дари. Со песната Македонско девојче. На нашиот братучет Борче и сната Мирјана Јовановски му ја честитаме новородената ќерка Ориенти и му пожелуваме се најубаво да си дочека во нивниот живот, а на малата и посакуваме брз напредок и се најубаво да расти во нејзиниот дечки живот и што побрзо да се радува со братче или сестричка. Овие убави желби од се срце се посакани од зето Тони, брачадата Белинда, внучењата Зек, Џоџа и Ајви и баба Загорка Сите Матевски. Danima, noi veinte, o
Да проследиме едно соопштение. Соопштение од нашата управа овде во Ньюкастел. Да најавиме дека сите мембери за во црковната општина овде во Ньюкастел може да си платите вашата чланарина до крајот на месец март, а за нови мембери од 1 јануари до 31 март по цена од $10. Ви благодариме. Да продолжиме со вестите за настанот и денот на Свети Василий Велики. За спомен на овој настан до ден денес се практикува на денот на Свети Василий Велики, односно на новата година, по стар календар. Да се меси лепче со паричка во него. Лепчето се разделува така што првото парче е наменето за спомен на Господ, наш Исус Христос. Второто за Пресвета Богородица, третото за Свети Василий Велики. Понатаму лепчето се разделува на присутните. Оној кој ќе ја најде паричката го добива благословот на Свети Василий Велики за предстојната година. Истиот ден црквата го обележува и обрезанието Господово. Во 8-миот ден по раѓањето божествениот младенец го донесоа во храмот и според постоечкиот закон во Израилот, како што беше од времето на Аврам, го обрезаа. Тогаш му го дадоа името Исус, како што и благовештите на Пресветата Дева архиангелот Гаврил. Старозаветното обрезение е предобраз на новозаветното крштение. Обрезанието на Господ покажува дека тој на себе прими вистинско човечко тело, а не привидно, како што подоцна учеа еретиците. Уште Господ е обрезан и затоа што сакал да се исполни целиот закон, кој што самиот го дал преку пророците и праотците. Откако ја исполни таа заповед од законот во својата црква, Христос ја замени со крштението, зашто во Исуса Христа ниту обрезанието има некаква сила, ниту необрезанието, туку новата твар, објавува апостолот во црковното богослужење. Овој Господ празник нема ниту предпразништво, ниту попразништво. Одиме со другите вести. Османи вели дека постои консензус терминот Македонија да се најде во било која варијанта за решавање на спорот. Во моментот постои консензус терминот Македонија да се најде во било која варијанта за решавање на спорот со Грција за името, изјави вечерва вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи во интервју во Анализа 24. Тој нагласи дека грчките власти прифаќаат име во кое би бил содржан терминот Македонија. Не сакаше отворено да зборува за можните решенија во моментов, нагласувајќи дека во интерес на целиот процес за конечно решавање на спорот не треба да се лицитира со имиња. Потребна одлучност кај двете влади да се најде решение, тоа сега го гледам во двете влади. Има волја и одлучност да се најде решение, независно од дневно политичките притисоци кои ги имаме како влади и како политички партии. Сега не треба да лицитираме со предлози кои не се создрежани. И ние и грците нудиме предлози, а Немец треба да даде заедничко прифатливо решение, истакна Османи. И тој додаде дека двете држави се обидува да пронајдат прифатливо решение кое нема, како што рече, да удира врз најчувствителните вредности на двете општества. Османи рече дека во разговорите не може да се преговара за идентитетот и оти и грците така се поставуваат дека идентитетот не може да биде предмет на преговори. Додаде дека грчката страна сака да се направи разлика меѓу нивниот регион и нашата држава. Османи додаде дека во моментот е битно да се задржи и зајакне динамиката на контактите со Грција. Прашањето е комплексно. Се обидуваме да ги разгледаме сите аспекти. Станува збор за многу емоционални слоеви наталожени од политичарите. Треба еден по еден да ги одлупиме тие слоеви на емоции, на предрасуди и да стигнеме до рационално јадро, до излез и перспективи, рече вице-премиерот. Напомена дека решавањето на спорот е важно, дека сега е моментот, бидејќи Македонија не сме да остане надвор од НАТО, особено, рече, во сегашните
геополитички турбуленции, што ќе биде опасно за државата. Во интервјуто Османи рече дека досега на ниво на владата не е разговарано за промена на името на аеродромот и на автопатот, но смета дека треба да има реципрочни чекори на градење доверба меѓу двете земји кои рече можност значително да го подобрат процесот. Нешто и за здравјето. Да ја погледнеме табелата колку вода дневно треба да пиеме според вашата килажа. Знаеме дека секој ден мора да внесуваме одредена количина на вода за нормално функционирање. Доколку тоа не го практикуваме, може да дојде до слабење на некои витални функции, па и до сериозни заболувања. Се поставува прашањето колку вода дневно да пиеме. Некои велат 2 литри дневно, некои велат не мора, вода може било кој безалкохолен пијалок, но сепак соковите и другите напитоци не може да ја заменат водата. Постојат луѓе кои се толку навикнати да пијат разни напитоци како што во целост ја изоставуваат водата. Ве советуваме во водата да ставите малку краставица и да исцедите малку лимон. Така ќе биде водата малку повкусна и попријатна за пиење. Колку точно дневно вода треба да пиеме според вашата килажа, да погледнеме на ова слика. Тежина 36 кг, 1,2 литри вода. Тежина 45 кг, 1,5 литри вода. 54 кг, 1,7 литри. 63 кг, 2 литри дневно. 72 кг, 2,3 литри вода. 81 кг, 2,6 литри и 91 кг, 3 литра. 100 кг, 3 литра и 300 грама. 109 кг тежина треба да пие вода од 3 литра и пол. 118 кг, 3 литра и 800 грама. 127 кг, 4 литра. 136 кг, 4,5 литри и 145 кг, 4 литра и 700 грама. Не можете да спиете, ноктите ви се кршливи или косата ви опаја, што му недостига на телото. Заморот и несоницата сугерираат проблеми со надбубрежните жлезди кои го произведуваат хормонот на стресот. Заморот со запек, паѓање на косата, кршливи ногти и дебелење покажува дека веројатно имате проблем со тироидната жлезната која произведува хормони. Somелете бразилски ореви и листови магдонос и додадете суво грозје и мед со малку нарендан кјумбур. Се измешајте во оптимална смеса и секое утро половина час пред јадење земајте по 2 лажици од овој лек. Тоа се намерници богати со витамини B и железо кои ќе ви помогнат да ја регулира состојбата во организмот многу брзо и на природен начин. Косата ќе ви зајакне, ноктите исто така, доколку се дебелите или слабеете поради овој проблем, се ќе дојде на свое место. По потреба, повторете ја постапката повеќе пати. Што се случува во телото ако секој ден јадете диња? Дињата содржи големо количество на вода, а многу малку калории. Тоа ја прави одлична за диетелна исхрана и прочистување на организмот. Порција диња од 150 кг содржи 53 калории, 0,3 грама масти, 13 грама јаглени хидрати, 1,4 грама растителни влакна, 30% од потребната дневна количина. Витамин А и 78% дневна количина на витамин С. Ова вкусно овошје е богато со антиоксидни, холин, зеаксанти и бета-корентин кои обезбедуваат заштита од голем број на болести од обична настинка до рак. Со оглед на тоа дека 95% од составот на дињата е вода, идеална и за хидратација во текот на летните топли денови. Покрај ова, дињата има и неколку лековити својства.
Го заштитува здравието на очите, дињата содржи хранливи состојки важни за здравието на очите, бета-каротен, од која го ослободува витаминот А. Исто така витамин С, лутеин и зеаксиатин. Уште еднаш да повториме соопштението, да најавиме дека сите мембери во црковната општина овде во Њукастел можете да си ја платите вашата чланарина до крајот на месец март. Исто така за нови мембери од 1 јануари до 31 март по цена од $10. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа, голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me